Здраво на сите, јас сум читачот и во ова видео ќе зборувам за, според мене, едно од најубавите изданија на издавачката куќа Art Connect, а тоа е романот Till од Даниел Келман. Овај роман што го читав со големо задоволство и во ова видео накусо ќе ги споделам со вас моите впечатоци. Најпрво, Даниел Келман е еден од најдобрите современи германски автори, или поточно тој е автор со германско-австриско потекло, или може да се каже еден од најдобрите современи автори кои што творат на германски јазик. Има издадено повеќе романи, меѓутоа мислам дека овој негов последен роман оригинално издаден во 2017 година е негово најквалитетно и најверојатно најчитано дело. Ако сакаме да го сместиме во некаков жанр, тогаш може да кажеме дека спаѓа во жанрот на историска фикција, можеби со елементи на магичен реализам. Ова издание на Art Connect е издадено во 2022 година, преводот од германски е на Катерина Јосифовска и колку што мене ми е познато, во моментов се снима серија за Netflix според базирана врз овој роман. Најпрво би сакал да кажам неколку збора за самиот наслов и за контекстот на романот, затоа што мислам дека е полезно ако се познава контекстот малку пред да му се пристапи на овој роман, иако не е задолжително. А Till или целосно Till Eulenspiegel, според кој што е насловен и овој роман, е еден лик земен од германскиот фолклор, кој што Даниел Келман го зема и низ неколку поглавја ни дава некакви можни сценарија, можни варијанти за неговиот живот. Till во основа е патувачки забавувач, тој е мајтапчија, шегаџија, дворски шут и едноставно одејќи наоколу, настапувајќи, тој преку неговите шеги ја разоткрива, ја разобличува човековата суета, човечките пороци, човековата глупост и некогаш неговите практични шеги знаат да бидат малку и брутални и да ги направат работите да излезат од контрола. Има една таква прекрасна сцена во прекрасна случка која е опишана во првото поглавје од овој роман, насловено Чевли. Според некои памфлети кои што кружеле на почетокот на 16-тиот век, се смета во нив пишува дека тој човек Till Eulenspiegel живеел некаде во првата половина на 14-тиот век всушност и дека умира од црната чума некаде околу 1350 година. И ако сакаме да направиме некаква споредба, тогаш би најсличен лик од тука од нашето поднебје, од нашиот фолклор би бил ликот на Итар Пејо, иако би рекол дека не целосно, можеби во однос на тие елементи на шегаџиство, на практични шеги, на мајтапење, и тоа не е целосно, и тоа најблиску нешто што доаѓа најблиску до Till Eulenspiegel, според мене би бил Итар Пејо. Сега, оно што е важно во однос на контекстот на романот е што Даниел Келман го зема овој лик од 14-тиот век и го сместува во еден друг временски период, го сместува во 17-тиот век или поточно за време на така наречената 30 годишна војна. 30 годишна војна која што е една од најдолгите, најбрутални, најсмртоносни војни кои кога било се воделе на тлото на Европа. Најмногу од таа војна, или би требало да се рече војни, се воделе на тлото на Централна Европа. Таа војна всушност најпрво почнала како религиозна војна меѓу протестантите и католиците, меѓутоа таа подоцна преминува во политичка војна и на крај за да заврши буквално во едно борба за рамнотежа и балансирање на моќта во тогашна Европа. За почеток на војната се зема 1618 година, да завршува во 1648 година. Почетокот се смета дека е во Прага, каде што тогашниот католички крал Фердинанд е заменет со друг крал по име Фридрих, тој е протестантски крал, а и неговата сопруга е Елизабет Стюарт, правнука на познатата кралица Мери, кралицата на шкотландјаните или на шкотите. Романот не е напишан класично линеарно, туку е напишан епизодно и низ разни епизоди, низ разни поглавја во кои што секој пат се појавува Till Eulenspiegel како главен лик, меѓутоа ни представуваат разни делови од неговиот живот во разни периоди од неговиот живот.
Например, во првото поглавје го гледаме како влегува во едно село, населено место со неговата придружба. Подоцна во второто поглавје, кој што е едно од најубавите поглавја, ни го представува како дете, како расте неговите родители, како неговиот татко ќе на некој начин ќе биде уловен од језуитите и ќе биде обвинат за вештерство, за бајање и за занимавање со недозволени активности според црквата во тоа време и ќе биде осуден на смрт. Едно од најсилните поглавја. После го гледаме на дворот како придружник на Фридрих и Елизабет, го гледаме во војна, значи се движи, Даниел Келман го ја движи приказната на овој човек во разни периоди од неговиот живот. Веднаш уште на самиот старт сваќаме дека овој еден свет на суеверие, на помешано со религиозност, на верување во магии. Ова е свет на беда, на сиромаштија, на војна која што им се приближува на овие луѓе. Од друга страна и во другите сцени, ова е време на големи страдања, на големи жртви, на купишта умрени луѓе покрај патот и така натаму. Она што страшно ме восхитува кај Даниел Келман и што мислам дека еден од неговите најголеми квалитети е што иако пишува за еден мрачен период, иако пишува за време во кое што се води една од најбруталните и најсмртоносни војни во историјата, тоа го прави на еден многу привлечен, на многу суптилен начин и на некој начин без сентименталност ни ги дава објективните факти, меѓутоа тоа не е за да не тоа не го прави мрачно. Може да си помислите, па оваа тематика и нештата во овој роман, сигурно читањето на овој роман е тешко и мрачно, меѓутоа воопшто тоа не е случај, затоа што во тоа е тајната на Даниел Келман, да иако пишува за вакви тешки теми или за тешки времиња, тоа го прави на многу убав начин. И можеби токму тука ликот на Тил Ојленшпигел доаѓа како една противтежа, контратежа, да и во цел тој свет на лудило, на мрак, тој доаѓа како еден лик кој што преку сатира, преку тие шеги, преку тоа исмевање, едноставно е оној кој што, како што тука се вели, оној што смее да ја зборува вистината и да го каже тоа што можеби сите го мислат, а не се осмелуваат да го кажат. И тоа е тој глас во сето тоа страдање, во сите тие мрачни периоди, тоа е тој глас кој што е исто така и глас на оптимизам, затоа што на неколку места тој дури кога се наоѓа во смртна опасност, тој кажува јас нема да умрам и продолжува и понатаму и понатаму. Ова е роман со доста комични моменти, со добар хумор и иако може да се извлечат паралели меѓу времето на Тил Ојленшпигел и нашето време, а тоа Даниел Келман не ни го сугерира, туку ни го остава на самите на себе. И најубавото нешто според мене ни сите тие епизоди од животот на тие замислени епизоди од животот на овој лик Тил Ојленшпигел, ни сите тие мрачни моменти во историјата, тој успева да се издигне над сето тоа и да погледне на нештата со иронија. А мене не ми останува ништо друго освен да ви го препорачам овој роман кој што сметаме дека е исклучителен, многу сериозен, квалитетен роман. И кој што ме тера да ги прочитам и останатите дела од Даниел Келман, значи толку од мене, ви го препорачувам Тил од Даниел Келман и се гледаме во нека наредна прилика. Чао!